Најпрво, наставата со студенти онлайн беше предизвик. Потоа предизвикот се претвори во рутина, за на крај да стане летаргија. Нешто како да зборуваш со ѕид, многу фрустрирачки. Од друга страна, административните обврски се зголемија, часовите поминати пред компјутер исто така и на крајот се сведа на непрекината работа во една соба со милиарда други обврски во друга соба. Работно време, што беше тоа? Од 11 март 2020 година почнав да работам од дома и веднаш сватив дека имам привилегирана положба бидејќи моите работодавачи ми овозможија да работам со флексибилно работно време, што навистина значеше многу во периодот кога имаше полициски час. Уште еднаш си потврдив дека сум привилегирана кога започна онлайн школувањето, бидејќи имав уреди за децата и можеа непречено да учат додека јас работев од дома. Но тоа воопшто не изгледаше вака идилично како што напишав, бидејќи го издигна мојот мултитаскинг на едно ново ниво и развив вештини за жонглирање, за кои што не бев ни свесна дека ги имам. Иако во принцип работењето од дома најчесто ми било попродуктивно од работата во канцеларија, пандемијата покажа дека е напорно да се балансира работата од дома со врските кон дете во предучилишна возраст која не посетува градинка. Се соочив со намалена концентрација и ефикасност при извршување работни задачи, што се должеше и на изменетите услови за секојдневно функционирање, зголемениот стрес и загриженост поради неизвестноста со која сите се уште се соочуваме, вклучително и грижата за понатамошното функционирање на организацијата во која работам, поради скратените можности за финансирање. Како изгледаше еден мој обичен работен ден? Скокав од улога на мајка која треба да ги разбуди своите деца и да ги подготви за училиште, во улога на наставничка во прво оделение, па во улога на готвачка на голем одмор, во меѓувреме проверувајќи мејлови и комуницирајќи со колешките во улога на вработена, па повторно улога на наставничка во прво оделение, бидејќи требаше да се напише насловот на задачата, а првачето не знае да пишува, па и брзо ќе дојде време за ручек кој се подготвува паралелно додека се слуша некој состанок или обука. Им благодарам на работодавачите што ми овозможија да купам Bluetooth слушалки, бидејќи тоа ја издигна слободата на движење и мултитаскингот на уште повисоко ниво. Па во улога на мајка на дете со дислексија, која што никако не може да разбере ништо часовите онлайн и преживува анксиозни и панични напади пред секој испрашување или тест, од ова најчесто преминува во улога на предметна наставничка од 6-то оделение на истото дете, за да можам да им објаснам се што не успеале наставниците, да им читам и прераскажувам, менувајќи ги улогите на наставничка и мајка, учејќи ја и тешејќи ја дека се ќе биде добро на крајот. Од оваа улога секако се враќа во улога на вработена, бидејќи мејловите чекаат да бидат одговорени, задачите чекаат да бидат завршени, колешките чекаат да добијат одговор на прашањата што ми ги поставуваа. Нема воопшто ангажмани. Останавме на работ на екзистенцијата. Премногу работа, премалку одмор, страф од заразата, немање доволно заштитни средства и маски, предолги работни смени, понекогаш и 20 часа. Стан од 60 на квадрати и 2 соби се претвори во 2 училници и канцеларија. Училниците беа фиксни, а канцеларијата беше мобилна и се селеше од кујна, на тераса, во спална, во дневна, по потреба каде има простор и етивко. Проблемите од типот пад на интернетот, особено травматични за ученичката од 6-то оделение, бидејќи оневозможуваа продолжување на онлайн тестовите и истите автоматски излегуваа со неодговорени прашања и водеа до пониска оценка, беа секојдневие. На почетокот малку хаотично. Се подреди, па настана хаос од ангажмани, претупаност од обврски. Работата од дома ми истошти. Истовремено бевме дома со децата. Кога почнав, додам на работа, почнав да не стасувам со обврските. Сега веќе овој период запаѓам и во блага паника. Децата почнуваат со училиште, се затвараме повторно, сите се меланхолично расположени, со побркани чувства.
Живејќи го ова секојдневно, година и половина, се доведов во состојба на прегорување и нарушено ментално здравје. Сепак, бескрено сум им благодарна на моите работодавачи за сето разбирање кога првачето ќе упаднеше на состанок или баш тогаш ќе му текнеше дека нешто итно мора мајка му да му даде или каже. Благодарност за тој што го измислил мјут копчето, како што има разбирање за било какво одложување на рокови, па дури и секојдневно не подсетуваа колку се всушност они благодарни што за време на пандемија работата си тече непречено. А да, за крај, само да напоменам дека моите работодавачи се од Шведска. На работното место, кое го имав десента 2020, платата од минималец ми се намали на 10.000 денари. Додека траа долгите карантини работевме од дома, но веќе од јуни 2020 мораше да одиме физички на работа. Јас едноставно не одев, бидејќи работевме во океан, отворена заедничка просторија. Маски не се носеа, а јас се плашев од вирусот. Есента си најдов нова работа и газдата од старата фирма не сакаше да ме одјави, бидејќи всушност за мене земал субвенции од владата. Кога го прашав зошто тогаш не земам соодветна плата, штом веќе сум субвенциониран работник, немаше што да каже и за пола сат ме одјави. На новото работно место се уште се работи од дома. Имам обезбедено добра работна опрема и далеку подобра плата. Многу тешко со сите предизвици. Неплатен труд, работа во 12 на полнок, закана за губење на работното место, каснење на плати, трчање по автобус да се стигне. Последниот беше до 8:10, ако не следниот во 13 часот. Премногу стресно. За школа и деца посебно би зборувала. Платата ми беше намалена за 50%, а работните обврски зголемени на 150%. Во фирмата каде што сум вработена, најголемиот товар од пандемијата падна на грбот на нас вработените, бидејќи работодавецот, немајќи како да се справи со големиот пат на приходите, го злоупотреби својот кадар, очекувајќи од вработените за секогаш да работат прекувремено, без при тоа да бидат ни приближно платени за тоа. Да не зборам за тапшањето по рамо, кјути има и полошо, некој нема работа. Да, има огромна разлика меѓу искористување на капацитетот на труд и злоупотребување на истиот. Затоа мислам дека најголемиот стап си го издаде вработениот во приватен сектор. Им си работиш со фул капацитет, им немаш пари.